Здраво дечки, добредојавте повторно на Дома со Леа. Денешното видео е за сите оние на кои што месецот јануари им изгледа долг. Впрочем, станува збор за типична перцепција на времето како подолго, нели, јануари е еднакво долг колку сите месеци со 31 ден. Но факт е дека може да не изгледа подолг ако сме си ги потрошиле примањата уште пред да почне месецот. Во изминативе месеци, додека седам дома и го чувам бебето, се соочив со многу долги денови, особено во денови кога заради различни причини бебето не е расположено, времето како да се растегнува изгледа уште подолго од што Например, понекогаш сум изморена, имам чувство како веќе да е 6 саат попладне, а всушност уште нема ни пладне. Ова може да ни се случи на сите, без разлика дали се грижиме за мало бебе или седиме на работа или нешто многу досадно или непосакувано се случува во моментот. Но јас развив една мала техника која што ми решава два проблеми. Прво, тоа е овој проблем со перцепција на времето како подолго и подосадно од што е. А вториот проблем што го решава е хидратација, односно пиење доволно вода. Се надевам дека го имам вашето внимание, затоа што сега ќе ви раскажам што правам јас изминативе неколку месеци во работните денови за да ми минат вака и во исто време да останам доволно хидрирана во текот на денот. Тајната е во пиењето на пола литар вода во тек на 2 часа. За старт го земаме часот во кој што се будиме. Например, ако станам во 7:30, го земам или 7 или 8 за почеток, во зависност од тоа кога ќе се сетам дека треба да наполнам шиша со вода. И водата ја сипам во садови, во чаши, филџани или шишанца од пола литар, за да не се мачам во рамки на тие 2 часа да пресметувам, па да постои можност да сгрешам, нели, колку сум испила во пресметката. Пола литар вода. Морам да го испијам од 7 до 9. Во 9 полнам нов пола литар, морам таа вода да ја испијам до 11. Во 11 полнам чај, сок, било што, пола литар, морам таа течност да ја испијам до... Морам и таа течност да ја испијам во наредните 2 часа до 13 часа. И ова се одвива така си до 6, 7, 8 попладне, во зависност од тоа колку сум жедна во втората половина на денот. Односно, колку сакам да ми мина брзо времето попладне. Има некој психолошки ефект на перцепција на времето кога имате репетитивна задача која што мора да ја исполните во одреден интервал. Јас не сум стручна за да знам, меѓутоа од сопствено искуство можам да ви кажам веќе наредниот пат кога ќе погледнете во часовникот ќе сватите дека поминале 2 часа. Земете го ова како контраст на моментите, например кога чекате да си одите од работа или го чекате автобусот или чекате да помине денот и ќе погледнете во часовникот и после мислите дека поминало саат време, ќе погледнете пак гледате дека поминале 5 минути. Ова е обратната перцепција на времето и ми успева секој ден. Ве охрабрувам да го испробате ова, бидејќи нема што да изгубите, освен неколку досадни часови и можеби неколку вишок килограми заради редовна хидратација. Поздрав!